Добар ден на сите, почитувани представници на медиумите. Денес сум на покана на Стопанската комора, во делот на Градежната комора при Стопанската комора, присутен тука, да оствариме средба и тоа го направивме со мое огромно задоволство, за да разговараме за сите прашања отворени кои што ги има, сите сугестии и проблеми се разбира со кои што се соочуваат Градежната комора, сите бизнес заедницата се разбира. И на овој состанок разговараме со, како што спомнав, за сите проблеми, сугестии. Зборуваме во делот на законската регулатива, конкретно ќе кажам во делот на Законот за урбанистичко и просторно планирање, во делот на Законот за градење. Значи Законот за урбанистичко и просторно планирање во голема мера се прифатени забелешките кои што ги има и сугестиите кои што ги даде Градежната комора, така да очекуваме во најбрз временски период да влезе во владина, потоа и во собраниска процедура. Тоа е еден од клучните закони со кои што правиме сериозна реформа во делот на урбанистичкото планирање, се однесува на олеснување на процедури и постапки кои што треба да се направат согласно на кои што ги имавме ветено во владината програма. И се разбира, зборуваме викем за нацрт верзијата кој што е во делот на Законот за градење. Ние, како што и претходно бевме, и во делот на законите кои што се однесуваат на Министерството за транспорт и врски, да направиме еден поширок општествен консензус и на сите чинители кои што се разбира учествуваат во тоа, засегнати страни, ги прифатиме забелешките и на крајот на вистина направиме неколку закони кои што се системски во делот на транспортот и урбанизмот. Исто така, што е многу битно, разговаравме во делот на капиталните инвестиции, односно капиталните проекти. Јас на Градежната комора им соопштив дека во изминатиот период, покрај оние наследени проблеми кои што во најголема мера ги решивме, очекуваме сериозно интензивирање на капиталните проекти. Конкретно за наредната година, овде пласирав дека ќе бидат над 300 милиони евра во проекти, кои што се дали станува збор за во делот на патната инфраструктура, делот во железничката инфраструктура, зборувавме во делот на брзото отварање на автопатот Миладиновци-Штип, сериозно интензивирање на активностите на автопатот Кичиево-Охрид, завршување на проектната документација на автопатот Скопје-Блаце, интензивирање дополнително и сериозно на експресните патишта кои што се работат во Република Македонија, на бројните реконструкции се разбира, кои што ќе се прават оваа година, ќе се прават наредната година, зборувам тука во делот на патната инфраструктура. Исто така, во железничката инфраструктура, значи првата делница од Куманово до Белјаковци сериозно интензивирање, тендерирање на втората од Белјаковци до Крива Паланка, како и обезбедувањето на финансирањето на третата делница од Крива Паланка до бугарската граница. Завршување имаме комплетно на проектната документација во делот на Кичево-Лин, односно Кичево македонско-албанска граница, зборувам во делот на железничката инфраструктура, така да и се разбира делот на комуналната инфраструктура, за која што е директно тука надлежно Министерството за транспорт и врски, на која што ќе обезбедиме преку 150 милиони евра средства, конкретно во делот на локалните патишта, делот на водоводи и канализации. Знаете дека аплицираме за 70 милиони евра од Светска банка за делот на локални патишта, 50 милиони евра рамка од Европската инвестициона банка, која што претходно согласно методологијата ја работевме, значи правиме континуитет и на тој начин мислам дека ќе решиме огромен број на комунални проблеми со кои што се затекнати граѓаните во Република Македонија. Како сум ви го кажал тоа, доколку имате прашања поврзани со делот на тука и претседателот на Градежната комора, така да моите очекувања се дека во наредниот период ќе продолжи интензивно соработката, бидејќи на оваа комора Министерството за транспорт и врски и владата на Република Македонија гледа како сериозен партнер. Благодарам. Денес во Стопанската комора на Македонија на редовен состанок на Сдруженијето за градежништво, производство на градежни материјали и неметали присуствуваше министерот Горан Сугаревски со целокупниот негов тим. Цениме дека успеавме барем на кратко да ја доводиме атмосферата во која што работат и екзистираат градежните компании и градежните производители, атмосфера на крај на една година која се однашува за нас како една од најтешките години на градежништвото во последните 15 години. Со нашите констатации, со нашите препораки и со нашите анализи цениме дека успеавме да дадеме нова димензија на министерството по кој пат треба да се движиме и цениме дека истите ќе бидат имплементирани се со цел на градежништвото во идниот период да му обезбедиме поголема иднина. Зборувавме за законот за градба, зборувавме за законот за просторно планирање, зборувавме исто така и за други теми кои не се поврзани со законите, но сепак не одминаа и темите како што се новиот нацрт закон за јавните набавки, разговаравме за помош на домашните компании и посебните услови кои ги имаат странските компании кои работат во нашата држава, исто така разговаравме за новиот закон за градежни производи и уште на многу теми. Сепак цениме дека најбитно е во моментов изменувањето, односно дополнувањето на законската регулатива, тоа е на законот за градба и законот за урбанистичко и просторно планирање.
Најавените инвестиции од страна на владата за наредна година се оптимистички, 26,6 милиарди денари се предвидуваат. Цениме дека ова е прав момент каде што комората и целата ФЕЛА треба да се уклучи во помош на министерството да се добие голема основа за тоа што ќе се случува. Видовме во изминатиот период на кои проблеми најде оперативата, на кои проблеми најде градежниците и цениме дека тоа се беше врз основа на тоа дека одлуките кои беа донесувани во минатото беа одлуки врз база на слаба законска регулатива и слаба подбора. Тоа е слаби темели. Цениме дека сега е моментот кај што треба министерството да обедини целата ФЕЛА, се со цел најавените инвестиции кои се најголем буџет во последниве години почнат да се реализираат без проблеми и течат како во сите нормални земји, а не како што имавме искуство во претходните проекти. Тоа е тоа.